Почитувани, владата на СДСМ и ДУИ продолжува, спротивно на сите демократски и европски вредности, да го деградира законодавниот дом и пратениците во Република Македонија. Иако во повеќе наврати, во извештаите за напредок од Европската комисија се потенцираше на злоупотребата на европското знаменце, на законите и големиот број на закони кои се носат по скратена постапка, Зоран Заев и СДСМ само заради нивните партиско-коалициони пазари не ги земаат во предвид овие забелешки. Овој пат европско знаменце и скратена постапка добија предлог на Законот за Агенцијата за разузнавање и предлог на Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија 2021 година, како и предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за основање на Државна комисија во одлучување на управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. Повторно, како и во сите наврати досега, нема повикување со европска регулатива, што е услов за европското знаменце, и истите закони се носат дополнително по скратена постапка, само за да се оневозможи да се развие дебата во собранието, како и во секоја демократска земја. Ова шверцерско носење на закони покажува дека оваа влада и ова парламентарно мнозинство не ги интересираат реформи и не ги интересира европскиот пат на земјава. Заев и СДСМ уште еднаш потврдуваат дека преку пописот на населението наместо статистичка операција, тие сакаат да спроведат политичка операција, односно наместен попис кој што нема да ја даде точната слика за населението во Република Македонија и попис во кој што ниту еден граѓанин нема да има доверба. Како конструктивна опозиција дадовме неколку аргументирани забелешки за овој закон, но оваа арогантна власт ги одби. Предлогот на Законот за Агенција за разузнавање е уште еден закон кој доби европско знаменце, а не е поврзан со ниту една европска регулатива, туку едноставно целта на овој закон е да се заобиколи опозицијата, со што повторно ќе се покаже самоволието на СДСМ. И овој закон, како и Законот за попис на населението, се закони кои што секогаш досега се носеле со консензус со сите политички партии, на кој што начин се гради и доверба на граѓаните во системот. Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка во одработен однос во втор степен е всушност спојување со Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцијскиот надзор и прекршочната постапка. Уште еден доказ за злоупотреба на европското знаменце и нема ниту едно усогласување со регулативата на Европската унија. Имено, власта со овој закон има намера противуставно и противзаконски да го продолжи мандатот на председателот и на членовите за уште 5 години, членови кои што се избираат од собранието, и наместо 10 членови, сега комисијата ќе брои неверојатни 16 членови, плюс председател, што значи вдомување на партиски и коалициони кадри. Очигледно е дека власта бега од дебата, не прифаќа никакви забелешки и продолжува да го спроведува своето насилие преку пратениците од СДСМ и ДУИ. Како пратеничка група на ВМРО ДПМН сакаме да нагласиме дека одговорноста од ваквите штетни политики и загрозување демократски процеси во Република Македонија се единствено од оваа неспособна во историјата влада на СДСМ и на ДУИ. Ви благодарам. Видете, како што кажав, за цел поконкретно информирање од ваша страна, тоа би можел да ви одговори координатор, јас накусо само ќе ви дадам одредено објаснување. Имено овој закон кој што се носи со европско знаменце и чија суштина е да се скрати можноста јавноста и стручната јавност да дебатира за ова прашање, е спротивно на препораките на Евростат, нешто на кое што ние како држава се стремиме да бидеме член на Европската унија и имено, ако сакаме да имаме компетитивен процес, кој што ќе биде поддржан од мнозинството на граѓани и политички чинители, ние мораме да ги прифатиме тие забелешки. Суштината е да се попишат резидентните граѓани, а не оние кои што имаат државјанство. Заради тоа што ние како држава, која што неколку повеќе години отколку што е пропишано немаме попис, имаме насушна потреба од истото за да можеме да ги концепираме нашите политики, дали било од економијата и образованието, на начин на кој што го прават тоа демократските држави. ВМРО ДПМН не бара ништо плюс од она кое што е воспоставена европска пракса во развиените европски држави.